Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели, добар ден, почитувани пријатели на Гласот на народот, интерактивната трибина, која еве 18-та сезона е со вас. Овој пат ја продолжуваме на радио Слободна Македонија. Како што слушнавте на Форшпанот, јас сум Слободан Томич, автор и уредник на овој проект. Еве 4 март 2017 лето господово, токму Тодорова сабота или прва недела од Великденскиот пост. Не случајно ова го велам бидејќи сме православни христијани. И ова емисија ја продолжувам токму на овој голем христијански празник, кој сигурен сум со сите вас дека ќе ги споделиме овие наредни 60 минути во вистинска атмосфера на празнична атмосфера и демократска атмосфера. Зошто? Бидејќи вие сте гласот на народот, вие сте клучот на демократијата. Драги мои, на фреквенција 96,0 или фреквенцијата на Радио Слободна Македонија, која не слушате и не гледате низ целиот свет со посредство на ова софистицирана технологија. Знам дека сме на сите 5 континенти распространети во моментот и дека едва и чекате да ги слушате најинтересните, најексклузивните информации која мојата маленкост денеска со мојот соговорник, кој исто така е еден од најавторитетните аналитичари и новинари во Република Македонија и пошироко, тоа е Емилија Гелева, ќе да знаете нешто што досега немавте можност да го прочитате и слушнете. Не е нарцисивно, ниту претенциозно, но говориме со факти. А фактите е тоа дека денеска, односно во изминатата ноќ, дека партијата на демократска на ДУИ даде зелено светло и покрај тоа што се знаеше, новинарска забелешка дека ќе коалицира со Социјалдемократскиот сојуз за и околу најпарадоксалниот проект наречен Платформа, новинарска забелешка за редефинирање на Македонија или Балканот. Не е новинарска забелешка, почитувани, туку тоа е факт. Ако да бидам искрен, самиот врв на официјална Москва остро упати критики до сите политички субјекти во светот и тие кои се поигруваат со судбината не само на македонскиот народ и на Балканот и воопшто, дека платформата е почеток, односно реализација, не почеток, тоа веќе реализација на идејата Голема Албанија. Еве, само да ја посакам добар ден и добродојден Емилија Гелева. Исто така да го поздравам и мојот колега во студиото Дине Вучков, кој ќе биде со нас во наредните минути, и вас, почитувани, кои очекувам да се јавите во голем број. Емилија, добродојде во моето прво издание на Радио Слободна Македонија во Гласот на народот. Добро најдов. Ви посакувам успех во вашата понатамошна работа и ја поздравувам, секако ги поздравувам слушателите на Радио Слободна Македонија. Благодарам. Еве само да го запазиме форматот, бидејќи таква е емисијата, дека ќе имаме и говор, имаме музика и интеракција. Нашиот телефон почитуване е 02 37 31 332. Ќе повторам за вас познат 02 31 31 332. Рековме Тодорова сабота да имаме таа музика, бидејќи навистина ова се играри и тоа многу без граници. Денеска ќе беше и секако имен ден на сите што го носат името на Тодор, Тоше, и така еве со Тоше Проевски ќе започнам емисијата и песната Игри без граници. Веднаш се враќам во студиото, кога ќе го започнеме нашиот дискурс кој ќе го задржи вашето внимание. Останете со нас. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Тоа, почитувани, како што ја имате можност да го следите Тоше Проевски со неговата позната Игри без граници. Не, Емилија ќе се согласи со мене дека е сепак ова играрија и ги надмина сите граници, некој кој дефинитивно преку лебарат и погача народна забелешка, но пак ќе се повикам на официјална Москва, с која вели со сериозно предупредување екстремното мешање во внатрешните работи на Македонија од западот преку Тирана подразбираат федерализација. Апропо, уште само 20 секунди да додадам дека Доналд Трамп
на самото инаугурирање изјавил после ден-два, после сета таа церемонија, дека нема Америка повеќе да се меша ниту во една влада и нејзиното работење, односно во дефинирање и избирањето на која да е влада во државата на еден легитимен начин и се треба да се почитува победникот на сите легитимни избори. Збориме за една платформа која создаде голема контроверза и голема го крена притисоците адреналинот над нормалната. Еве, те прашувам од прва рака, знам дека досега ова што ќе слушнат немаат можност и немале можност гледачите и слушателите и читателите да го слушнат. Еве, имам молба до тебе, зашто стана збор, што како анализа би можел да дадеш? Многу интересно е што она што во македонските медиуми не можеше да се слушне е тоа што постои една точка од 7 точки што се содржани во така наречената тиранска платформа, а тоа е точката за интегрирано гранично управување. Ова вака звучи нешто као некој многу културен израз, интегрирано гранично управување и најверојатно можеби не сваќајќи суштината на овие 3 збора, и затоа и можеби никој не ја забележа, да речам, не ја регистрираше оваа точка, но таа постои во платформата, која што, како што знаеме, според неговите собствени изјави, што ги слушнавме во живо и на Зоран Заев, дека тој во целост, за него беше во целост, нели, прифатлива, неколку пати тоа го имавме слушнано. Меѓутоа, оваа точка, која што навидум изгледа нешто не многу важна, всушност, по се изгледа е најмногу важна, затоа што во целост ја разобличува тиранската платформа, незината содржина. Интегрирано значи заедничко. Значи, тоа е еден збор, нели, во таа правна лексика на англосаксонскиот јазик, посебно во овие официјални високи политички документи, секогаш се наоѓаат некакви замки во некакви зборови. Значи, интегрирано гранично управување или менаџирање е всушност заедничко гранично управување. Со кого? Со кого? Да, тоа се однесува на заедничко гранично менаџирање со Албанија, на границата со Албанија и Косово. Меѓутоа, суштината на оваа флоскула, на оваа точка, е во тоа што тоа значи елиминирање на границите меѓу Македонија и Албанија и меѓу Македонија и Косово. Затоа што на границите некој може ќе се сети, пред 15 на години почна таа иницијатива, постоја мешани патроли, полициски патроли. Меѓутоа, ова иницијатива, значи, не е нова. Ова идеја, овој план не е нов. Уште во 2002 година, во април, директорот на НАТО, амбасадорот Роберт Сери, ја пласираше овде кај нас. Тој е директор на НАТО на директоратот за операции беше тогаш и управување со кризи. И во 2002 година во април тој ја донесе како идеја, сакајќи да се усвојат тие заклучоци, значи на една конференција за безбедност, за која што они понудија Македонија да биде домакин. Точките беа малку чудни, затоа што на една конференција да се усвојат такви точки за нас беше малку чудно и по консултација со стручни лица и со воени лица од Министерството за одбрана и од Министерството за надворешни работи, по долги проценки и разговори заклучивме, самите полковници укажаа дека веќе постојат мешовити патроли. Ним не им беше јасно зашто треба сега некој друг нов механизам како заеднички патроли. Значи, мешовитите патроли се раководеа од НАТО лиезон канцелариите што постоеа во Министерствата за одбрана во Скопје, во Приштина, во Тирана. Но, овој механизам на кој што НАТО многу инсистираше и амбасадорот Сери, интегрирано гранично управување, значеше заеднички патроли со директна раководење меѓу владата во Скопје, во Приштина и во Косово. Беше многу чудно зашто само со тие влади би имале ние такво, мислам, со тие главни градови би имале само такво интегрирано гранично управување. Ние го поставивме тоа прашање уште тогаш. Значи, по 15 години се разбира ние не одржавме ни конференцијата заради тоа што тоа они не
ништо да коригираат во тој нивни предлог во однос на овие точки, затоа што беше нелогично да се бара такво заедничко управување само со Тирана и со Косово. Значи, но еве по 15 години тој ист план го гледаме во оваа Тиринска платформа. Значи, ова интегрирано гранично управување значи дека така речи нема да има граници меѓу Македонија, тоа е нивниот план да нема граници. Федерација да рече меѓу Албанија па и да, Македонија. тоа е всушност се споменува доста често деновиве слушаме ќе се федерализирала Македонија, не да се федерализира, ќе се федерализира во федерација со овие два етнитети според нивната платформа. Значи на голема врата се дефинира, реализира. Па не е на голема врата, гледате како они тоа под жито, они секогаш така работат, мислам, сакаат да го спровнат тоа без да ти е јасно што во всушност се случува. Имено, мене и тогаш полковниците ми посочија дека вика кај нас вика дојдоа тие представници на НАТО и рекоа дека се било договорено. Јас бев тогаш нели во кабинетот на премиерот. Се вика они често пати така прават, таму е се договорено и нас не ни оставаат простор. Всушност, значи се служат со некои неточности. Зато И така да и овде всушност во овој документ покрај сите оние други исто така алармантни точки, оваа точка е посебно алармантна и посебно го разобличува кој стои всушност за тој план и што треба, значи во суштина да знаеме што тоа значи. Многу покрај освен другите 7 точки, освен другите точки и содржини што ние ги слушнавме за промена на име, за учество во нели промена на името, за двојазичност и така натака. Некои од тие принципи они веќе ги имаат. И она што исто така многу чудно, што мене ми беше чудно, кога ја слушав што се нивните барања во таа Тиранска платформа, тоа е како да албанците во Република Македонија како да се 50%. Може би после 100 години, кога тие ќе бидат 50%, тоа е сосема природно, нормално ќе си дојде само по себе, од практична гледна точка, и македонци и било кои да ги учат сите јазици, ако треба, и албански, и влашки, али кога тие ќе бидат 50%, 40-45%. Сега, со бројка нивна, може би сметаат на 50% ако се формира таа без граници територија, односно голема Албанија. Тоа е идејата, тоа е всушност идеја. Формирањето на голема Албанија, која што како што гледаме всушност, за која што сега стои НАТО, бидејќи НАТО и оваа структура се уште во Брисел на ЕУ, таму се уште функционираат тие соросоидни структури. Значи, они се тие што се уште настојуваат да го спроведат планот на тој неолиберален, соросоиден политички систем што постоеше интензивно во светот и интензивно делуваше до пред победата на Доналд Трамп. Сега, значи, ова се фактички ограничена, нивната поддршка е ограничена од ЕУ и од НАТО, а инаку изјавата на американскиот амбасадор, да речеме Бејли, во Скопје, најверојатно е повеќе резултат на неговите настојувања лични настојувања да си остане, да го спроведе она за кое што се залагаше сега во изминатиот период. Зашто е испратен во Македонија? Меѓу другото, тогаш беше испратен, така што велам, значи сите овие барања треба да се сватат многу сериозно и тука не можат да бегат од вистината дека нив таа платформа на албанските партии им беше поделена во Тирана од Еди Рама. Но пак на Еди Рама како задача му е дадена, да не заборавиме, од други лица, да не заборавиме дека непосредно, мислам, по изборите во Соединените Американски држави, односно по примопредавањето на власта, односно пред примопредавањето на власта, американскиот претседател тогашен Обама имаше своја последна посета во Атина. Таа посета беше многу индикативна.
несвојствена, затоа што тоа е во последните 200 години тој е четврта посета на американски претседател на Атина. Значи, а тој најде да ја направи веќе ден што се вика една недела пред да биде пред да замине. Да. Според фондацијата Heritage, која што објави информација и анализа за тоа, Македонија беше втора на агендата, толку важна на Обама во разговорите во Атина, па најверојатно и во Берлин со канцеларката Меркел, зашто нели беше и таму. Многу беше чудно да е толку многу важна Македонија, после Русија, првата точка на дневниот ред, Македонија. Стоеше дека разговарал со Ципрас за Македонија, значи Грција да го деблокира влегувањето во НАТО. Тоа е нивни ново говор. Всушност, тоа е ново говор, кога нелогично е, тој веќе нема никаква моќ да се залага сите години на неговата власт ги помина без да помогне за да влезе Македонија во НАТО. Значи на последната патување бараше Грција да го деблокира влегувањето на Македонија во НАТО. Всушност, приказната е секогаш обратна. Мене тоа ми беше сосема јасно, што се потврди. И после едно 10 дена по неговата посета на Атина, во Тирана дојде шефот на ЦИА Џон Бренон, исто така пред да биде сменет една недела, и се сретна со Рама. Многу беше јасно дека му даваат конкретни задачи и еве, а гледаме задачата. Значи, тоа се тие соросоидни структури кои што 25 години, барам од кога сме независни во континуитет. Да, ние сме сведоци, тука веќе постои еден историски бекграунд, постои една хронологија и тоа е веќе значи потврдено. Така што да бидеме најасно, ние мораме да си признаеме храбро дека НАТО е всушност неговите идеи се всушност позади оваа платформа. Немојте да мислите, се разбира дека тоа албанците сами него имаат напишано. Се разбира. Они се инструментализирани од страна на таа соросоидна структура сите овие 25 години. Треба да одработат. Не само за во Македонија, тоа нас не интересира, но и во регионот, истото беше, значи и со Косово. Така што оваа содржина на оваа платформа е едноставно разобличена и многу јасна. Тоа не може да биде не само што дојде постизборно, значи од кога прво соросоидите беа толку среќни и беа толку ентузијастички убедени дека Хилари ќе победи. Затоа што знаеме незините врски со Сорос и припадноста во целиот тој систем, но бидејќи до тоа не дојде, а и се разбира овдека нашиот македонските гласачи и македонскиот народ, и покрај интензивни притисоци во изминатите 3 години и да кажам силно перење во навод на умот на луѓето, македонскиот народ остана цврст и повторно гласаше во мнозинство донесе победата на ВМРО ДПМНЕ. Од кога се случи тоа, тие дополнително интервенираа фактички со овој план, затоа што тоа не беше дел од предизборната кампања. Например, Зоран Заев во предизборната кампања ветуваше 500 евра просечна плата во Македонија. Ние во овие разговори за формирање на влада не слушнавме ништо околу тоа како ќе спроведуваат економска програма. Плати, пензии, така. Они едноставно разговараат само за точки на некоја платформа. Како значи, да ја разнебите од Македонија. Сакам да кажам дека освен барањето за официализирање, значи на албанскиот јазик на цела територија и во меѓународната комуникација, значи изедначување, освен барањето за тоа, барањето за почнување, за промена на името, за да може да се влезе во западните структури. Европска Унија веќе постојат 5 сценарија, од кои што само едно е за незино евентуално обстојување. 4 говорат дека ќе дојде до промени во структурата на Европската Унија. Значи, тие да сме го променели името, бараат веќе албанците, до сега беа воздржани
во таа смисла. Нели, бараат и почнување разговори за химна, рамноправно учество во администрацијата. Тие се рамноправно и сега застапени, рамноправно застапени. Распределба на буџетот Не затоа само... што во однос на нивниот процент, во однос на 25%, тие се дури и од повеќе застапени во администрацијата и ги уживаат, што е нормално, сите права кои што дури на највисок можен степен. Ако се направи една компаративна анализа, ние може да сме горди што нашите сограѓани, јас мислам тоа го поддржувам, имаат највисок степен на права што треба да ги има човекови права. Говорам компаративна анализа ако се направи, значи имаат највисок степен на тие права. Значи ова што всушност они го бараат е разобличување, тотално уништување на Македонија, односно како што гледаме сите елементи, промена на валутата, да биде што се вели од една да има, тоа е само доколку живеат во, значи планов открива дека тоа е концепт, дека таа платформа е концепт за всушност федерација, не внатре во Македонија. Туку затоа многу ми беше интересна и индикативна изјавата на господинот Бејли сега последната, кога тој неговите последни зборови беа, значи, нели, они бараат да ја смени, во која што тој побара председателот Иванов да ја смени својата одлука и да го додели мандатот, да го додели. Значи тој бара изричито што пак како изјава се коси со она што го споменавте вие во најавата дека неколку пати американскиот председател Трамп нагласуваше дека нема да се мешаат. Значи ова не е во совпадност со тој генерален став на американскиот председател Трамп. Но последните зборови се дури безсмислени на амбасадорот Бејли беа многу интересни затоа што тој вели, апелира или ги повикува, сега парафразирам, соседните земји да останат смирени, да останат воздржани. Јас официјално, освен изјавата на Тачи и на Рама, други никој од земјиве нешто сега во овие последни 10 дена, 2 недели, нема некакви реакции, напротив. И тој уствари, тоа и таа изјава укажува каков е планот. Значи, ако ги повикува сите соседни земји да се воздржат, да останат смирени, што тоа значи? Тоа значи дека точно ова што кажувам. Они планираат такво прекројување, бришење на границата на Македонија и нормално дека, доколку таквата идеја што они си ја зацртале по секоја цена да ја спроведуваат. А Столтенберг инсистира мандатот да му се даде на заев, значи имаме тука една убава дефинирана, оркестрирана, речем, композиција во кој треба да се промовира, како што го спомнавте, федерација или дефинирање на голема Албанија. Мислам дека тоа според оно што можев да прочитам и да проследам и во надворешниот печат, во странските известувања и анализи, таква изјава од генерален секретар на НАТО прв пат слушаат. Значи прв пат до сега се нема случано НАТО да му каже на еден председател да му наредува, да му каже, значи на кого да му го даде мандатот. И тоа спротивно. Стори и Могерини сега за незината посета. Што порача Иванов на Могерини? Заев нема да добие мандат, ќе има попис, а Европската унија да го осуди мешањето на Рама и Хашим Тачи, што е државнички, што е домаќински. Па имаше, да, апсолутно, многу е во право председателот Иванов. Имаше некои европски парламентарци реагираа, нели, пред 2-3 недели, точно околу тоа кога беа шокирани од таа тиранска платформа, значи. Потоа албанскиве партии велат дека биле таму на роденденска забава и дека нивна е албанска платформа. Во секој случај, прво и основно е што такви барања како што они сега излегуваат, без оглед, и тоа тие се невалидни зашто се постизборни, значи тоа сега на некој од партијата да му текне било какви барања други да поставува. Значи не само што се со тоа невалидни, тие настапуваат со такви барања како да се 50% во државава. Да. Јас реков, значи кога ќе дојде тоа време, да сме здрави живи 50-100 години, тоа ќе биде природен процес и тогаш никој нема да има против за ништо. Зашто страф од попис? Тоа е значи најнормално. Пред да ги сакам тука да те замолам, Емилија, почитувани слушатели и гледачи, со оглед дека не гледате на YouTube каналот,
02 31 31 332 е телефонскиот број во кој вие партиципирате. Вие сте главен субјект во оваа емисија. Без вас емисијата нема да се вика Гласот на народот. Сакам да се вклучите, сакам да комуницирате со нас, сакам со госпоѓа Емилија Гелиева исто така да воспоставите линк и со мене доколку сакате апропо оваа тема. Рековме, значи, темата е врзана за и околу платформата за редефинирање на Македонија и Балканот. Зато телефоните се отворени 02 31 31 332. Ема, прости вака, на ти те обреќам со гледак светло години, колеги, пријатели. Да. И сакам да најдам на разбирање од гледачите. Дорис пак во една прилика на моето гостување во Брисел, 2003-та, пардон, изјави за моето интервју, вика Слободан, албанците се помалку од 16%. Јас тоа го објавив во тогашниот фокус, кога навистина превладуваше малце по-другија клима на објективен начин на артикулирање, таа новинарска забелешка, и никој не реагираше, бидејќи тука на друга страна има притисок, немој сега да тргаш таа 16%, толку е оценката на Дорис пак. Германците ја има информација од прва рака. Да. Зошто е страф од попис? Па страф од попис е од страна на ДУИ и на албанските партии. Или на Западот, кој ја фингира таа Па добро, тие, бидејќи они го поддржуваат цело време, они го помагаат тој процес. Сега гледаме дека всушност да се подсетиме. И првиот попис кога тие наеднаш од 15-16% стана 19% по стекнувањето на независноста. Тоа беше таму, сега јас не можам точно да кажам, значи која година, дали беше 92-та, 93-та, јасно е дека тоа наеднаш беше као гром од ведро небо. Меѓутоа повеќе од јасно е, тоа за тоа и пишувано, има и сигурни индикации дека исто така наверојатно тогаш со некои поблаги препораки до тогашниот председател, господинот Глигоров, се попуштило и бројките се фингирани. Сите бројките на изминатите пописи се фингирани од причини, значи било како вака совети од надвор или притисоци подоцна, веќе да. Па да, затоа што за да се оправда и она што се случи со прекриувањето на Република Македонија толку колку што беше во 2001 со рамковниот договор, требаше да биде поголем нивниот процент. Затоа, за да нема шпекулации, најдобро е, апсолутно и неопходно е во секоја држава што држи до себе да се направи попис. Што е домаќински. Почитувани слушатели и почитувани гледачи на оваа емисија, дозволете ми само кус блок реклами, се враќам во студиото, само една конекција се направиме, како да ја спасиме Македонија, како да се спаси Македонија од оваа наезда, од овој, да речем, повторно да не сакам со таков вокабулар, но ова октруирана повторно платформа како што беше октруираниот документ Охридскиот договор, наметнат. Слободан, имаме ние едно најсилно оружје и тоа ќе мора да го искористиме, да ја кажуваме вистината. Тоа е нашето оружје. Затоа што ова е вистина што го кажувам. Ова е вистина и сите македонски граѓани треба да се сплотат. Не само што да се сплотат, да слушнат, да дозволат нивните умови да проблеснат, да сватат дека навистина е ова што е запишано во Тиранската платформа. Еве ви кажувам, оваа идеја е идеја на НАТО. Беше презентирана, беше донесена пред 15 години, ја одбивме тогаш. Не само, бидејќи јас бев задолжена за тоа, не само јас подоцна, само после 3 месеци се случија изборите на 15 септември, на 16 септември. Роберт Цери, јас бев навистина вчудо невидена, амбасадорот Роберт Цери се сретна со Црвенковски, значи уште не беа ни официјално објавени. Да Црвенковски само да реализира. И прво што најави и што изјави амбасадорот Цери по средбата со Црвенковски беше ова конференција за кризен менеджмент и мене ми беше јасно дека толку им е важно. Ношто интересно слушано, почитувани слушатели, имавте можност да се слушано од Емилија Гелева да слушнете. Значи ова е трет обид да се спроведе, да се направи фактички елиминирање на границите меѓу Македонија и Албанија и Македонија и Косово. Тоа е суштината, суштината на Тиранската платформа и многу сериозно треба да го сватат тоа сите македонски граѓани. Или Голема Албанија. Одиме со реклами, се враќаме во студиото, значи 02 31 31 332, ги очекувам вашите војања. Останете со нас. Јас сум Слободан Томич.
Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на Радио Слободна Македонија. Да, почитувани 3131-332 или 02 од Скопје, доколку се увате од надвор 389 двојка. Интересна тема, прекрасна соговорничка, ексклузивни информации што можете да ги слушнете токму во гласот на народот во ова прво издание на Радио Слободна Македонија 96,0 FM. Ве молам, во интерес на сето тоа што значи како да си ја заштитиме Македонија, како да си одбраниме Македонија, подадена рака за само организирање на национална стратегија, на национална основа, тоа значи е на СПД и ЦДУ во Германија. Бидејќи имав можност, бев во Германија, значи го видов германскиот менталитет и она што рекол мултикулти, госпоѓа Меркел не сакала да чуе. Таму имаме 5 милиона турци, кои се 2,5-3 милиона родени по дефиниција во Турција. Давид Кемерон, пријателот на Македонија, кој рече no multiculti. Ако не знаеш англиски, надвор. Французите исто така. Тука имаме еден еклатантен пример каде што во светот нема. Тоа сум го рекол на многу политичари. И конечно ќе завршам со изјавата на Лорен Сиглберг 2007, точно пред 10 години, вака соопшти, ќе парафразирам: слободани македонци мои, немојте да дозволите да ви го сменат името, а тоа го сака да го сторат. Ако ви го сменат името, ќе ви избришат од картата на народите и атласот. Подадената рака на Груевски кон СДСМ за македонско национално обединување, смирување и спасување на Македонија од ова катаклизма, ова уништување, ова апокалипса што некој ја предвидува. Како ви ја дефинирате, имајќи факт дека Зоран Заев не сака да слушна, значи по секоја цена сака да биде премиер и така. Видете, навистина тоа е се уште во оптек една витешка, джентлменска понуда која што не може да се одбие. На се македонски. Во ваква ситуација, значи ние гледаме на што сме изложени. Во ваква ситуација, може би господинот Заев и не разбрал што тој прифаќа според мене, затоа што нелогично е неговото однесување. Значи, постизборно партиите не може да разговараат за вакви точки кои што изгледаат сомнамбулно. Значи, не треба да забораваме прво албанците со процентот со кој што се, дури еве да се и 25%, тие не можат да настапуваат со вакви барања. Затоа што тоа ќе биде само кога тие ќе бидат близу 50%. Тогаш веќе природата на живењето го диктира, да речеме, менувањето на нештата. Луѓето самите ќе учат она што им е потребно за да комуницираат меѓу себе, дали јазик, ваков, таков. Значи, ќе се наша задача сега во ова општество кое што ги обезбедило сите демократски механизми до сега и тоа на висок степен, е да се најдат модалитети за добро функционирање, може би да се подобрат некои работи, дали економски, дали во политичкиот, дали во судскиот, во било кој, значи, дел од општественото живење. И тоа треба да биде тема на разговор за составување и програма на некоја идна и нова влада. Имаме слушате од Штип. Маријан, добро утро, повели. Да, повели. Режеме, молам, контрола посилно, ако може да слушаме. Повелите? Да. Поздрав до водителот, поздрав и до соговорничката кај вас. Да. Да прашаме едно прашање. Ако ние 15 години пробуваме да влеземе во тие структури, во НАТО, во Европската Унија, зашто пробуваме да влеземе кога тие сакат да ни ја расторат државата? Тоа мене не ми е јасно. Има го слушна прашањето, Марин, можете слушалките. Да, ма сега... Ако толку сакам да профразирам, ако сакаат да не поделат Македонија, структурите, вели Маријан Штип, зашто тогаш ние претендираме и сакаме толку да се инкорпорираме во тие структури, како што е НАТО и ЕВО? Благодарам, Марија. Видете, тоа во изминатите години беше една стратегиска определба усогласена меѓу сите субјекти во државата и да кажам, ситуацијата не беше дојдена до ова дередже, сега е разобличено. Ние знаеме дека они бараат од нас да се смени името. Очигледно, грците сега молчат, прилично се тивки, но грците некако и тоа не успеа, и покрај сите притисоци, значи не успеа и тоа да им го одработат.
гледаат дека тешко, дека нема начин, не може да го сменат насила нашето име, бидејќи странците сакаат ние да си го смениме името. Значи, не сакаат они, ако сакаат, тоа е суштината на целата таа борба. Бидејќи тоа некако овие години не им успева, сега бараат друг начин овие структури, кои што очигледно не се откажале, значи, од тој план. Зошто? Зошто значи ние сепак сме биле определени? Затоа што Европската унија во незината базична замисла како заедница на народи во Европа, тоа значи дека и ние припаѓаме тука, и ние сме дел од тоа, меѓутоа овој систем кој што сега владее и кој што постои како конструкција на таа Европска унија, тој систем за жал всушност е премногу бирократизиран и самиот од себе и владеане од други сили и механизми, исто како и НАТО. НАТО е пред се одбранбена организација, не може да ни кажува кој да биде премиер во наша држава. Да диктира. Имаме нареден слушател Борче, повели добро утро и добар ден, да речем, повели. Добар ден. Во врска со преходниот гледач на доброто на прашањето. Зошто уште, како што рече нашата гостинка, уште пред 15 години веќе се надзирало таа подела дека сака да ја направат на држава. Зошто уште тогаш, не знам кој бил на власт, не излегуваат владени представници да објаснат на народот што се стоело зад тие интегрирано гранично објавување која била целта, да му се даде на знаење на народот дека не треба да влегуваме во Европа и во НАТО. Значи, ако имало веќе најави, уште пред 15 години дека имало таква некоја замисла за понатаму за да се направи подела на држава наша. Борче, го разбравте прашањето? Го разбрав, го слушнав. Значи, Македонија беше тогаш многу ранлива. Тоа беше неколку месеци фактички по 2001 година и ние имавме се уште многу големи и сериозни проблеми. Значи, ние го одбивме и не го дозволивме тоа, не само владата јас и како представник на премиерот Георгиевски, него тоа преска споменав и после 3 месеци целото досие му беше предадено од кога видов дека Роберт Цери повторно инсистира, тоа беше во септември, целото досие му беше предадено и на Бранко Црвенковски со сите внатрешни проценки од Министерството за одбрана и Министерството за надворешни работи. Значи, ние работевме, нашиот став беше подкрепен со суштински проценки. Така да во нашата Македонија и во било која влада има луѓе кои што секогаш се жртвуваат и има луѓе. Не сите, меѓутоа има поединци кои што, значи, ги прават вистинските проценки кога станува збор за зачувување и интересот на државата. Бидејќи тоа беше така завршено прашање, значи не успеа да го спровнат, немаше потреба. Нашата стратегиска определба беше се уште Европската унија и НАТО, затоа што тие важечки механизми и структури кои што постојат. Постојат уште и денес, меѓутоа денес ситуацијата во светот е многу променета, така што, значи, ние и тогаш исто говоревме во светот што се случува и што во 2001 година всушност и направија на Македонија, значи, во политичките центри на светот, јавно настапувавме и кажувавме што се случува всушност 2001 година во Македонија. Сепак да не заборавиме, и тогашниот премиер имаше настапи, изјави дека всушност НАТО и тогаш, неговата изјава беше дека НАТО и тогаш ги поддржува терористите и со тоа испраќа лош сигнал на терористите низ целиот свет. Како што и се случуваше во подоцнешните години во светот, всушност тероризмот, кој што се прошири, нели, и во Ирак и на Блискиот Исток, и денес имаме најголема закана и според Трамп, и според рускиот председател Путин, најголема закана за светот, за безбедноста е токму тероризмот на ИСИЛ. Значи, сакам да кажам дека
има значи во моментот може да се направи проценка на стратегиска проценка е тоа, што е поважно, што треба и како да се каже. Ако една работа е завршена и значи е парализирана во тој момент, ние сме свесни и после тие години сме свесни кои закани. Македонија е во специфична состојба затоа што таа така наречена меѓународна заедница, нели, односно НАТО и ЕУ, бараат од нас да си го сменим името за да сме станале нивни членки. Може би изгубија премногу време во едно такво несоодветно барање, име да се смени. Така што еве сега ситуацијата е ваква каква што е. Јас се надевам дека американскиот председател Трамп нема да остане фокусиран само на Соединетите американски држави. Некако се постои впечаток дека тој и самиот во неколку своји изјави нагласи дека ЕУ за нив е ирелевантна, Европската унија, нели кажа некои бомбастични изјави дека па и НАТО е еден застарен механизам и дека они не може само они да го финансираат. 49-50% На некој начин впечатокот е дека ги остави самостојно сега да делуваат без некоја оне преоптоварен најверојатно со средување на работите внатре, затоа што внатре точно од истите соросоидни такви структури и така натака. Меѓутоа, можеби Британија и остави на Британија повеќе да се бави со НАТО, момент да се бави со НАТО и со Европска унија. Спомнавте Британија, Данкан. Да, ќе го кажем. Тука или нема да ми се мешаме во делот на дефинирање. А вчера дојде со информација, подитно да му вратиш мандатот, му дадеш назад. Мислам, кој е таа перверзија? Прво, ние не сме членка, ниту на Европска унија, ниту на НАТО. Со кое право они нас ни даваат такви наредби? Тоа укажува кој всушност Данкан, го споменавте, тоа укажува кој всушност ги диригира овие две организации, Европската унија и НАТО, и кој е се тука, нели, во преден план. Уствари, кој е нашиот вистински противник? Може ли се суспендира гласот значи, ние на народот? мораме, за да се избориме за нашата вистина, затоа што ние не можеме да дозволиме да не избришат како со гума, како да што им е целта, како да Македонија и македонци никогаш не постоеле. Па ние сме во самиот почеток на создавањето, на постоењето и на светот. Така да, мислам, ова што се прави, ова ги минува сите граници на нормално човечко, нели, однесување. Сакав да кажам дека ова е многу важно. Американскиот председател Трамп, значи, изгледа дека малце ги има, реков, оставено сами на себе и Европска унија и НАТО, потребни му се, НАТО му е потребен во одредна мера, тој механизам ќе остане да функционира, меѓутоа тој треба да е свесен. Доколку не расчисти не само со соросидните структури внатре во Соединетите американски држави, туку пред се во Европа, во Европската унија и во НАТО, што значи додека не го смени американскиот амбасадор во НАТО. Затоа што тој мора да постави амбасадор кој што ќе има малку поинаков пристап и концепт за политиката што воопшто ја води НАТО. Значи, тоа може да му се врати како бумеранг. Оваа порака се надевам ќе стигне до неговите советници и до него лично да имаат свесност. Освен ако не сакаат да имаат, затоа што тука во Европската унија ќе настанат доста проблеми, они ќе се бават, оставени им е некако Балканот, они да тренираат некакви тука мускули и важност и да си оправдуваат своите убави плати и така натака. Така да, во таа смисла, велам, треба да биде многу внимателен, зашто мора да расчисти не само со тие структури во САД, туку пред се со фашистичките, неолиберални, соросоидни структури и инсталации и во Европската унија, како и пред се во НАТО. Да привршуваме со тоа што би сакал да те замолиме на порака до слушателите на Гласот на народот на Радио Слободна Македонија, имајќи факт дека темата ние дефиниравме платформа за редефинирање на Македонија и Балканот, навистина беше предизвик таа ексклузивна информација да слушнеме од тебе во оваа емисија, воопшто во етерот и во медиумите. Која е твоја порака, имајќи само тука сакав да замолам за геноцидот што тие бараат да се амнестира? Да, имаше нели и тоа бесмислено барање. Мислам дека колку што ни е познато од историјата, геноцид правила е балистите врз македонската популација во Западна Македонија, така да тоа е едно сомнамбулно барање и во однос на колку што слушнавме од изјавите на челниците на Социјалдемократскиот сојуз, они се тоа пресрекни,
Не знам што тоа било, да сме сочувствувале, мислам со кого да сочувствуваме, со тие што нас треба да ни се извинат за насилствата и теророт, па да се сетиме на Сердарот, на Глигор Прличев, пискотници се слушаат од Галичник до река, што тешка несреќа ги збра и мажите и жените та глас и тажна ека. Зашто? Зашто Кузман Капидан не заради нивите и не заради посевите, туку зашто Кузман Капидан падна убиен од Гега. Ви се молам. Па немајте да ги извртуваат ме работите. Па они нас не сметаат што ние вреѓаат интелигенцијата? Што сме ние? Нивни замолчења оде? Мислам. Јас ги почитувам моите пријатели и сограѓани албанци, како што се разбира сите и македонци. Се молам за просветление, како што Павле доживеа просветление во пустината и ја свати вистината и суштината кој е Христ и што треба тој да прави. Кај сите македонци се молам за просветление, да се обединат. Може би, еве, ќе добие некаков проблесок и господинот Заев, зошто да не, да му дадеме еве шанса дека може би тој ќе свати всушност Да бара се покај. дека е наседнат, во спротивно значи дека е еден инструмент. А да се спроведува таква агенда значи дека имаш некаков интерес, не знам каков интерес. Не ова платформа, овие албански барања, односно тирански барања, значи тие може да за нив ќе може да се разговара овде по 100 години и тие ќе се слушаат природно. Сега албанците ги уживаат врвните права во Република Македонија, може некои работи, нешто да се дотерува, да се подобри целата наша живеачка, меѓутоа мислам дека треба да стигнат сите страсти и не може со уцени и денеска и синоќа како што беше тоа се притисоци врз председателот Иванов. Така да јас апелирам на смиреност, на следење и продирање во суштината и во вистината. Емилија, ти благодарам многу што беше мој прв соговорник во Гласот на народот на Радио Слободна Македонија. Ти посакувам добро здравје и успех во работата. Сигурен сум дека овие пораки ќе допрат до сите релевантни фактори, до сите гледачи и слушатели на оваа емисија Општо македонскиот народ, не по биохемија, сите тие што си ја сакат Македонија како своја татковина. Вам, почитувани слушатели и гледачи на Гласот на народот во нова фреквенција 96,0, ви посакувам добро расположение. Следете ова прекрасна програма на ова национално радио, кој ве доближува и сближува каде да сте во светот. Доколку простор има и време, мојата почитувана екипа да пушти една музика од Next Time, а ние Next Time се гледаме или едно наредниот пат во четврток во 17 часот нова фреквенција. Уште еднаш само да кажам, го слушавте Гласот на народот, уредник и водител на емисијата и автор на емисијата Слободан Томич. Денеска е 4 март 2017 лето господово или Тодорова сабота. Пријатно. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент Гласот на народот на Радио Слободна Македонија.